Елена Велевска, добро утро. Добре ни дојдовте во нашето студио. Добро утро, како на вас, така и на сите кои што не гледаат. Прекрасно. Не знам уште што да искоментирам, иако неколку пати го погледнав, откако се договоривме дека ќе дојдете да ни гостувате, како што се договоривме и пред Нова година кога бевте во студиото. Предобар спот, за песната немам зборови. Значи веднаш влегува во уста, јас веќе половина ја научив, си ја подпевнувам. Многу убава, навистина изгледате преубаво. Сите стајлинзи, во неколку стајлинзи се појавувате, во бело, во црно, во бело кратко фустанче кое што дава уште повеќе убавина на вашата фигура, за косата исто така. Ќе ни кажете кој се погрижи во текот на нашиот разговор, но најпрво сакам да зборуваме за пораката на песната, бидејќи мислам дека сепак тоа е најважното кое што го носи. Да, значи песната е чувана за мене 5 години. Тоа е најинтересниот факт за оваа композиција. И пред 3 години јас само кога ми ја понуди Љупче Василев, текстописецот од Струмица, кој што навистина го ценам и го поздравувам со сето тоа што го креира за мене, само му дадов една порака да ми ја чува таа песна, а не се знаеше кога ќе биде испеена. И вика, јас се уште ти ја чувам, а некако од прво гледање на песната, само што ја разгледав, јас ја запамтив. Јас многу брзо ги памтам текстовите, ниту еден текст не читам. Значи, само да го погледнам еднаш до 2 пати, доволно ми е за да го меморирам во глава. И така и се случи со оваа композиција. И неодамна само ме потсети, вика, ти планираш некогаш, жено, да ја испееш или уште ќе си седиш? Викам, знаеш дека јас заборавив на таа песна, а таа беше толку певлива за мене и веднаш прифатлива. И навистина во последно време ги бирам толку внимателно песните, ако не најдам на нешто квалитетно, не земам песна. Доволно беше во инвестирање во квантитет, сега гледам во квалитет да биде, макар и една песна да биде годишно. Така се случи со оваа. И некако мене, лично многу евровизиски ми звучи оваа композиција. Значи, нема некако нешто народно во нејзе, како што ме знаат мене како фолк пејач, но јас никогаш не го запоставив и поп стилот, бидејќи ако некој се издвојуваше на времето во 2000-та година со хитовите како Наркотикум, Мој невина, Луда и перверзен, беа тоа песни кои што ме одбележа и сакав да си го вратам тој сјај, каде што знам колку вредам и кај младата популација и да направам нешто кое што ќе ме одбележи и ќе ме круниса, да кажам, како изградена пејачка, како... И оваа порака е толку силна за жените, бидејќи е прикажана силата, нежноста, љубовта и достоинството за една жена, што според мене достоинството е најбитната работа за една жена да биде права и вистинска дама. Така да е една силна порака за сите падови кои што сме ги имале ние жените низ животот, сите разочарувања, сите успони, падови, повторно подигнувања како од пепел. И значи представена е силата на жената, колку може да се избори со се она што се нарекува живот, со сите предизвици и болести, и љубови, и повредувања, и сето она ништо сме поминале, и повторно да останеме силни како челик на она што Бог го изградил како жена. И сите оние улоги кои што ги имаме во животот, не е една. И како вели дел од текстот, ако грешам, поправиме, на секоја лага удри шамар. Удри шамар на секоја лага што боли. Гордо исправи се, немој за милост да молиш. Бидејќи за жал често многу лаги се слушаат за жените или се осудуваат предвремено, се кажуваат лоши зборови за некој, а не знае која жена што во себе носи, нели? Апсолутно, тоа е најефтиниот начин според мене да се избламира некого и со оглед на менталитетот наш многу брзо се шири лагата, бидејќи сме мал пазар и никогаш не треба додека не испитаме кој е човекот и што е да осудуваме никого, бидејќи секогаш вистината може би е задоцнета, но секогаш победува. Така да не треба пред време да се
избрзува и да се донесуваат заклучоци, бидејќи секој има право и да љуби и да даде шанса и ако не оди во таа врска, пример, да најде нова љубов каде што ќе биде жената третирана онака како што заслужува. Така, баш убаво кажано. Да. Елена, споминавте неколку години, 5 години дека сте го чекале вистинското време да ја отпеете оваа песна. Се забележува и во спотот и во вашето пеење дека песната е испеана баш тогаш кога треба. Не треба да се избрзува. Некогаш треба да се почека пред да се направи нешто. Го почувствувавте баш тој момент оваа година дека треба баш за 8 март да се отпее како денот на жената, иако така и нас и на други места можеби не се одбележува онака како што треба, но еве вие ќе ни го кажете вашето размислување околу одбележувањето на празникот, но дали го почувствувавте тоа што треба баш оваа година? Да, вака сега. Јас кога ја добив песната со Љупче секогаш ми ги пушта текстовите испеани во негов стил. И кога слушнав што се има направено како ремек дело уште на демо снимката, јас само се јавив и викам, ти не си нормален. Ти не си нормален ова што... Секако во позитивна смисла. Во позитивна смисла, во наводници. Да. Ти не си нормален што направи. И веднаш му се јавив на продуцентот Дејан Момировски, кој што ми е долгогодишен соработник и најубаво ме познава во музичката сфера. И викам, деки имаме нешто многу силно. Многу силно. Вика да слушнам. Само што го слушна. Готово, вика, го работиме. Да дојдеш кога можеш, кога имаш термин, најбрзо што може. Јас кога влегов во студиото, а ова сега морам да си го признам вака јавно пред камерите. Значи, првата строфа кога влегов да ја отпеам, целосно ја отпеав, без никакви лепења и сечења на стиховите. Значи, одеше жено, и реков, сега овој пат ќе се внесам тотално во песната, ќе се исклучам од се и ќе се внесам во една таква визија да имам, што не сакам никаде да прекинам. И додека траеше песната, целото отпеано, додека не стигнав до рефренот, беше во еден здив, да кажам, отпеано. И толку емоција имаше, што никаде не застанавме да сечиме и да крпиме. И кога дојде на рефренот, јас само ми застанак недла и не може повеќе да пеам и заплакав. И Дејан ми вика, зошто застана? Викам, не можам да пеам, се расплакав. Леле, и таква емоција не обли и мене и на Љупче и на Дејан. Бидејќи ме познаваат колку сум емотивец кога се баладите во прашање, а ме знаат и кога нештото е створено за мене, секогаш Љупче секогаш знае да каже, ти си мојата најголема инспирација и најголема муза за творење, во позитивна смисла и како човек, и како жена, и како се она што можам да го запознам од женскиот свет. Незалудно ја чувал 5 години, не ја дал на никој друг. Да. Значи таа песна била за тебе. И чекал момент, нели, кога ќе одлучиш дека вистинскиот... Да. Важен е многу тимот со кој што се работи. Го споменавте и Љупчо и Момировски, кој што исто така долги години, не знам точно колку, но долги години работите заедно. Спотот е прекрасен, ајде малку околу спотот и за тоа спотот, значи, како изгледате, нели? Да, спотот се мислев со кој да го работам, но овдека како најсовремени некако барав спотот да ми изгледа прилично квалитетно и светски. Урбано, светски. А кога е тоа во прашање, јас имам работено минатиот период со Бане Томато. Значи погледни ме за крај го работевме заедно. Не знам што друго работевме заедно, но ги ценам неговите квалитети и веднаш викам сакам да направам Бане нешто, имам многу убава песна во рака. И сакам да ја преслушаш, да видам која е твојата визија за спотот. И тој вика, јас сум за да те прикажам како жена и како дама и како господја, бидејќи ти си се она што знае да се носи светски и знаеш да го износиш. И тука беше мојот тим кој што работеше на моите стајлинзи, да си ја поздравам Магдалена Калинчева, Студио Каровски за фризурата и за шминката беа задолжени и
многу допринесоа за сето она да изгледа така светски како што и сакав да биде и навистина да не се срамиме од производот кој што го нудиме на пазарот, бидејќи никогаш аматерството не било во мој стил. Секогаш јас последниот денар го инвестирам во музика, во спотови, во стил, бидејќи стилот е многу скапа работа и најмногу значи како ќе те видат тоа на првата импресија. Најбитна е кога ќе излезеш да се представиш, а кога ќе зборнеш веќе да. Најбитната импресија. Така е. Елена, важиш за една од најдобрите, најубавите, најпрофесионалните пејачки кај нас, јас тоа можам со сигурност да го кажам. Колку и да сте имале непроспани ноќи заради вашата работа, секогаш кога сме се договориле, вие сте биле тука во нашето студио, така и денеска, да. Тоа се почитува многу и тоа морам да го кажам за вас и за уште неколку наши артисти ќе кажам кои што ја почитуваат нели нашата работа и се секогаш тука за да направиме заедничка соработка. За тебе секогаш најубави зборови и за изглед и за пеење и за песни, а ова мислам дека стварно една светска песна што звучи, што изгледа така како што доликува на една жена каква што си ти. Апсолутно. Јас за оваа година искрено да ви кажам, ова е стартна песна за оваа година, инаку имам уште две композиции кои што веќе ми се снимени. Едната се вика Грешка, другата се вика Дали во тебе јас дишам. Тоа ќе бидат балади исто или побрз стил? Не, тие се побрзи. И сакав да кажам дека мене проектите кои што ми се за оваа година веќе ми се завршени аудио и сега останува уште да си ги направам со видеоспотови. И за оваа година јас веќе ги имам изреализирано и завршено е за оваа година за снимање, бидејќи тука ми е и воедно и албумот Осум аманети, за кој што ќе работиме заедно со Томато продукција и спотови. И тоа се 8 песни во етно стил, кои што треба да заживеат секаде низ Македонија и да се слушаат, бидејќи навистина го работевме тој проект 3 години. И вредеше сето тоа чекање, бидејќи направивме еден таков пакет неодолив, јас би рекла, бидејќи не можеш да се изнаслушаш на тие песни. Да. Јас тој албум го испромовирав на Водици во Охрид, на плоштадот, и сите оние кои што го погледнаа, кои што го преслушаја, беа воодушевени. Значи многу позитивни коментари. Да. Не се ни сомневав. Значи 2026 преполната и исполнета со работа. Значи очекуваме кога отприлика можеме да ги очекуваме другите песни? Значи сега ми е идејата овој спот да се испромовира секаде. Така? И да заживее оваа песна, бидејќи за секоја песна треба време, додека си легнат работите, а во меѓувреме ќе се работи на албумот Осум аманети како видео продукција, а некаде пред летото, таму околу мај, ќе изведам песната Грешка во многу модерен стил, така да помладата популација навистина ќе има во што да ужива. Баш се радувам. Не сакам да си ги исклучам и повозрастните, бидејќи јас секогаш знам да направам нешто и за нив, и за помладите, и да избалансирам во стилот кој што го пеам. Така. Елена, имам уште негде минута до почетокот на следните вести. Ајде една порака за жените да пратиме, една силна порака во една-две реченици. Па нека биде тоа вака. Еве, според мене жената е најсилното битие кое што е дадено од Бог. Не треба никогаш да подлегнуваме на никакви падови, разочарувања, бидејќи жената е извор на љубов. Жената е нежност и најпосакуваното нешто помеѓу посилниот пол и никогаш не треба да очајуваме и да паѓаме за ништо да не растргне од нормалата, туку секогаш да бидеме достоинствени, ведри, исполнети со љубов, со позитивна енергија, да зрачиме, да привлекуваме и секогаш да има трпение, смиреност, бидејќи најубавиот благослов според мене е жената. Многу ти благодарам што дојде утрово. Навистина ми е драго што поразговаравме, што имавме можност заеднички да го представиме најновиот видеозапис на нашата публика и те чекаме повторно тука за новата песна Грешка. Нема проблем, во секое време. Поздрав до сите кои што не гледаат.